Здраво, дечки и девојки, јас сум Кика, а вие ја гледате првата епизода на Shortcut. Добре дојдовте. Во следниот период ќе се обидаме секоја недела за вас да ги издвоиме најважните вести и настани. Целта е да бидете во тек и да се информирате точно и прецизно за теми како екологија, климатски промени, образование, здравство, технологија, но и за наука, спорт и гейминг. Бидете со нас секој четврток во 7 попладне. Во првото издание на Shortcut ќе гледате истражување. Над 2/3 од младите не се консултирани кога се носат политички одлуки. Просечните температури растат. Последиците од климатските промени допрва ќе ги чувствуваме. По подолга пауза, властите најавија дека наставата ќе се одвива со физичко присуство. Сојузот на средношколци апелира да се почитуваат здрвствените протоколи. Почнуваме веднаш. 69% од младите велат дека никогаш не биле консултирани од властите кога се носат важни одлуки. Ова го покажаа резултатите од новата студија на Младинскиот образовен форум и фондацијата Вестминстер, насловена Социополитичкото учество на младите, нееднаквост, неизвестност и различни очекувања. Она што е бар малку позитивно е дека во споредба со 2019 година, бројот на млади што одговориле дека не се консултирани се намалил за 15%. Сепак, поразително е тоа што мнозинството од младите не се задоволни од своето место во општеството, сметаат дека државата се движи во погрешна насока, не се активни и веруваат дека не можат да влијаат врз работата на властите. Не се заинтересирани за политичките случувања, ако им се укаже можност, би се иселиле од државата. Во однос на пандемијата со COVID-19, околу 40% одговориле дека не се задоволни како државата се справува со здравствената криза. 2/3 сметаат дека се потребни построги мерки за справување со коронавирусот. Истражувањето беше објавено по повод Меѓународниот ден на младите, 12 август. Преку телефон биле анкетирани 1133 лица на возраст од 15 до 35 години. Меѓународниот ден на младите беше одбележан со уште еден настан кој се одржа во резиденцијата на председателот Стево Пендаровски. Председателот беше дел од промоцијата на проектот Млади хаб, градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите. За младите навистина да бидат иднината на земјата. Треба да инвестираме во нивните знаења, вештини и способности, да помогнеме во реализација на нивниот потенцијал и пред се да ги вклучиме во процесите на одлучување. На настанот учествуваа околу 20 представници од компании вклучени во програмата за практиканство во рамки на проектот Млади хаб и околу 30 млади лица. Проектот го спроведува Националниот младински совет на Македонија и младинската група, а е поддржан од британската амбасада во Скопје и од кабинетот на председателот. Продолжуваме со главната тема на првата епизода на Shortcut – климатските промени и глобалното затоплување. Топлотниот бран кој го чувствуваме летово и температурите од над 40 степени беа истоштувачки за сите нас. Дали знаевте дека 9 од 10 изминати години во Скопската котлина се измерени рекордно највисоки температури од 1951 година наваму? Кои се последиците од глобалното затоплување и што можеме да преземаме за да го намалиме влијанието на климатските промени? Дознајте од следниот прилог. Долги, топли, сушни лета, кратки и благи зими, температурни шокови во периоди од годината кога не се вообичаени. Официјалните мерења покажуваат дека не само што не одминува влијанието на климатските промени, туку земјава е под силно влијание од нив. Во 2019 година се забележани рекордни отстапувања на просечните температури на воздухот во Скопје, Гевгелија, Битола и Лазарополе. Во Скопје просечната средна температура во текот на годината изнесувала 14,6 степени. Тоа е своевиден рекорд во однос на направените мерења во минатото. Загрижувачкиот рекорд го држи Гевгелија, со 2,5 степени отстапување од просекот, што бил измерен во споредба со периодот од 1961 до 1990 година.
Еколозите се децидни дека температурните шокови и затоплувањето имаат влијание врз секојдневниот живот на сите нас. Многу е важно да бидеме свесни дека климатските промени не влијаат единствено на големите земји во светот, туку влијаат и на животот на секој еден жител на земјината топка. Последиците се последици по здравјето од топлотни бранови, тоест особено во градовите ќе се чувствуваат каде што има повеќе асфалт, има повеќе ефект на топлотни устрови и загревања. Секако дека продолжени сушни периоди, ова значи повеќе од 2 месеци, повеќе од 3 месеци ќе бидат катастрофални за земјоделието. Секојдневно носиме одлуки со кои сите можеме да влијаеме врз климатските промени. Ние избираме како ќе ги затоплуваме или ладиме нашите домови. Ние избираме дали ќе користиме велосипед, јавен превоз или автомобил. Секој од нас дава позитивен или негативен придонес кон климатските промени. Емисијата на стакленички гасови, кои придонесуваат за зголемување на загревањето на земјината топка, е производ на секојдневната човекова активност. Секторот енергетика во нашата земја создава најголем дел од емисиите на стакленички гасови, првенствено поради фактот што сме зависни од јагленот како извор на енергија. Иако уделот на енергетиката во производството на стакленички гасови низ годините опаѓа, сепак загрижувачки е растот на штетните гасови што ги испушта транспортот во изминативе 3 децении. Дефинитивно треба зголемување на јавниот транспорт, зголемување на начините за јавен транспорт. Кај нас речиси да не постои шински транспорт. Тоа недостасува, а како мала земја можеме многу лесно да бидеме поврзани со ваков тип на транспорт и да се движат граѓаните и помеѓу градови кои водат на работа со таков тип на транспорт. Друго нешто е обесхрабрување на жителите, на граѓаните да користат возила за индивидуална употреба. Доколку не се развие свесност и не се преземе акција, тогаш просечните температури ќе продолжат да се зголемуваат и во иднина. Кај нас предвидувањата до 2050 се дека ќе се движи на кај 3 степени Целзиусови покачување на температурите на годишно ниво. Најпогодени од покачените температури и природните непогоди кои се очекуваат ќе бидат токму младите. Поради ова, желбата и конкретната акција за промени треба да почне токму од нас. Наместо автомобил, избери велосипед секогаш кога ќе се решиш да излезеш на кафе дружба со твоите пријатели. Убеди ги и твоите другари и другарки да го направат овој чекор и биди вистински суперхерој кој што е одговорен кон животната средина. Од 1 септември повторно се отвораат училиштата. По подолга пауза, властите најавија дека наставата ќе се одвива со физичко присуство. И покрај тоа што бројките на заболени од COVID-19 растат, училиштата дефинитивно ќе се отворат. Од Сојузот на средношколци ја поздравија оваа одлука, но апелираат до своите врсници и до раководствата на училиштата да се почитуваат мерките. Средношколците исто така бараат училиштата, односно директорите, да организираат редарска служба која ќе се грижи учениците да носат маски, да вршат дезинфекција на раце и да одржуваат растојание. Потоа, тие бараат површините и предметите кои се почесто изложени на допир да се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена. Од друга страна, да напоменаме дека за студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи, зимскиот семестар од почетокот на октомври ќе започне со комбинирана настава, онлайн и со физичко присуство. Продолжуваме со резултати од една анкета за користење на апликации за онлайн состанување. Благодарение на нив, наместо пристапување во живо и започнување разговор, потрагата по љубов сега се одвива и со повлекување на телефонскиот екран на лево или на десно. Новинската агенција Мета неодамна спроведе кратка онлайн анкета за користење на ваквите апликации кај нас. Резултатите покажуваат дека секој четврт млад човек во земјава некогаш користел апликации за запознавање на партнери. Најчесто се користат Tinder и Badoo кај хетеросексуалните лица, додека LGBT лицата најчесто ја користат Grindr. Сепак, само 15% од оние што користат вакви апликации рекле дека излегле на состанок во живо со партнерот кој го запознале на апликацијата. Во другите 85% од случаите, комуникацијата останала само дигитална, без средба. Но голем дел од младите забележале лица кои лажат
за својот идентитет и се представуваат како да се некој друг, праќаат лажни фотографии, но и злоупотребуваат фотографии од трети лица. За крај, дали некогаш сте виделе рипчиња на трамполина? И да сте виделе и да не сте виделе, сосема е сигурна дека ова видео ќе ве орасположи. Инстаграм профилот Aquatic Animal неодамно објави вакво видео кое веднаш стана вирално. На видеото се гледаат група мали жолти рипчиња како скокаат на подводна трамполина, вградена во цилиндричен аквариум. Тоа беше се за денеска. Фала што бевте со нас. Пишете ни на Facebook и на Инста дали ви се допадна содржините и предложете ни ваши теми. Ако сакате да прочитате повеќе, повелете на сајтот meta.mk и побарајте ја рубриката за млади ЦТРЛЗ. И секако следете на и следниот четврток во 7 часот попладне. Чао, чао!